Почитувани, ќе јадеме ли увозно свинско месо и во наредните години кои што следуваат? Република Македонија се соочува со опасност од африканска свинска чума која што и се заканува на угинување на целиот добиточен фонд на свињи во Република Македонија. Африканската свинска чума постои во нашето опкружување во Република Бугарија и Република Србија и опасноста од ширење во Република Македонија е голема, особено преку дивите свињи во пограничните региони со овие држави. Ова вирусно заболување кај свињите кое што рапидно брзо се шири резултира со 100% смртност. Загрозен е целиот фонд на свињи кој според вонредниот попис во 2018 година кај 3977 одгледувалишта изнесувал 128.584 животни. Заради овие аргументи, силниот социјален и економски губиток кој што би го настанал доколку болеста влезе во Република Македонија, апелираме за максимално сериозен пристап кон оваа закана која што предизвикува долгогодишна штета по свињарството во Република Македонија. Зоран Заев и Зоран Атанасов со својата непрофесионалност ќе бидат главните виновници за причината штета од околу 100 милиони евра и целосно ќе ја загрозат екзистенцијата на околу 10.000 семејства кои што живеат спорадично од оваа дејност. Заев, Андјушев и Атанасов, наместо со сериозни мерки да го превенираат ова фатално заболување, ја ставаат во опасност целата држава заради својата нестручност. Имено, наредената мерка за засилен отстрел на популацијата на диви свињи се одвива со слаба динамика, а отстреланите свињи се постапува со по неконтролирани услови, што представува можност за ширење на вирусот и кај одгледувалиштата на свињи во Република Македонија. Ова фотографија која што се наоѓа и ветеринарен инспектор е направена на ловиште во Струмица, можете да видите како не се почитуваат ниту основните биосигурносни мерки за лов и хигиена на лов. Во овој случај, доколку отстреланиот дивеч е во фаза на виремија, односно животното е носител на вирусот на африканска чума, има голема веројатност заразениот материјал да биде десиминиран од страна на сите учесници во ловот на цела територија на Република Македонија. Од другата фотографија можеме да видиме моментална ситуација на една од депониите во Република Македонија, каде слободно се шетаат напуштени свињи кои што претставуваат сериозна закана за ширење на болест. Бараме Агенцијата за храна и ветеринарство веднаш да ги коригира сите недоследности и да ги преземе сите мерки за да нема нестручен пристап при имплементирање на мерките за засилен отстрел на дива свиња, со цел самите действија од страна на недоволно обучените ловџи и инспектори да не представуваат потенцијална закана и евентуален влез и ширење на болеста на цела територија. Опасноста од ширење на вирусот и недоволната посветеност на Агенцијата за храна и ветеринарство во изминативе 2 години и покрај укажувањата и препораките на италијанскиот експерт за подигање на биосигурносните мерки на комерцијалните фарми во Република Македонија, период во кој требало да биде извршена и категоризација на свињарските фарми. Имено, од 90 комерцијални фарми за одгледување на свињи, до сега категоризирани се 86, од кои 27 со низок ризик, 53 со среден, а 6 со висок ризик. Ова укажува на фактот дека само 1/3 од фармите се доволно заштитени. Недоволната посветеност на Агенцијата за храна и ветеринарство во изминативе години сега представува опасност за цела сточарска гранка во Република Македонија. Почитувани, ВМРО ДПМН со сите своји стручни капацитети будно ја следи ситуацијата со африканската свинска чума во регионот и опасноста од нејзино ширење кон Македонија и работи на конкретни мерки и предлози за заштита на целиот сточарски фонд и влез на африканската свинска чума во Република Македонија. Овие мерки и овие предлози ќе ви ги презентираме на една од наредните пресконференции, а се надеваме дека власта ќе се одважи и ќе ги прифати овие укажувања и сугестии од наша страна се со цел зачувување на целата сточарска гранка свињарството во Република Македонија. Ви благодарам на вниманието.